А за оно за што ќе се случува нели утре вечер со почеток во 20 часот на сцената на Македонската опера и балет, за прв пат навистина ќе се случи еден ваков концертен спектакл каде што ќе земат учество дури 130 музичари и учесници. Тоа ќе биде спој на членови од Македонската опера и балет и на танец. Така што ова утро за сите детали за оно што ќе се случува утре вечер на сцената на МОП ги дознаваме од Дарко Илиевски, кој што ги знае, нели, чија што идеја беше. Дарко, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, благодарам на поканата. Пред се да изразам благодарност што го проявивте интерес и покривате информативно настанот. Да, тоа е една идеја која потекна неколку години, не само моја, тоа е заедничка идеја на нашата институција заедно со менаџментот на Националната опера и балет и која што е влегува во финишот, значи утре ќе биде реализирана, станува збор за музичко, кажам, фолклорно-класични обработки, кои што заедно со колегите од нашиот игрален кор утре ќе бидат представени пред нашата публика. Тоа се кореографии од репертоарот на танец, кои што добија своја симфонизација. Значи, направени се аранжмани кои што го вклучуваат оркестарот на танец, хорот на танец, оркестарот на Македонската опера и балет, нивниот хор и, како што реков, нашите колеги играчи. Покрај тоа имаме репертоарски дел кој што ќе даде почит на старите мајстори инструменталисти, Пеца Танасовски, Кочо Петровски и Тале Огниновски, како и обработки, аранжмани специјално направени за овој настан, кои што на еден фин начин ќе ги интегрираат оркестарот на Националната опера и балет, хорот и нашиот оркестар преку фолклорни теми кои што, како што кажав, специјално беа оркестрирани и аранжирани за овој настан. Дарко, тешко ли беше да се направат оркестрациите? Па пред се беше одговорно. Тешко е секогаш ако сакаш тоа да биде на начин на кој што на крај ти ќе бидеш најзадоволниот, така што ја доста одговорно пристапувам кон тоа. И за мене беше еден голем предизвик, работно лето, кое што на крај сега ми причинува задоволство, откако ќе го слушнам материјалот на пробата, целата таа соработка со сите колеги од оркестарот и од хорот на операта. Едно големо искуство и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со ваков тип проекти, бидејќи според мене на тој начин ја унапредуваме и ја шириме македонската музичка култура. Да, навистина честитки, да се надеваме дека ќе прераснат во традиција ваквите проекти како концертот фолклорна музичка симбиоза. Благодарам, се надевам дека ќе биде така. Да, покрај Дарко од танец, ова утро со нас е и Благоја Петковски од Македонската опера и балет, кој што ќе ни каже дали се уште имаме карти на еден ден пред концертот и каде може да ги најдат сите љубители на убавата музика, картите каде може да ги набават. Па вака, билетите може да ги набават за оно што е останато уште малку на нашата билетарница. Инаку, да кажам, за самото дело, изведба сега што ќе биде утре вечер овде кај нас на сцената, е направено високо професионално. Идејата е одлична, страна и преработките направени од ансамблот Танец, од нашата куќа. Кажа и Дарко дека ќе учествуваат над 130 учесници на сцена. Јас одам скоро на сите проби и сакам да кажам дека и за мене беше еден предизвик. Очекував, но не толку дека ќе биде толку јако богато. Ова музика и во светот е започната со преработки на етното во современо, но кај нас е задржано етното, задржан е нашиот фолклор, со мали примеси на класичната современата музика и добро е после овој концерт не само овде, него и светот да го види овој убав концерт. Благоја, ви благодарам и вам на одвоеното време. Ќе ги поканиме и сите љубители токму на убавата музика да бидат дел од утрешниот концерт. Навистина е убаво да слушаме за вакви проекти кои што и тоа како се од големо значење за македонскиот фолклор, но и за негување и зачувување на македонската традиција.